أول كل شيء زوال إسرائيل. Ова беа зборовите на саудискиот крал Фајсал, кој Палестина ја бранеше до крајот на својот живот. Но тоа не беа само зборови, туку чекор кој го смени цветот. World War raised prices, cut the supply of oil worldwide. Замислете свет во кој едно дете со само 12 години ја представува една држава. Тоа беше саудискиот принц Фајсал, познат по својата храброст, човечност и интелигенција. Кога во 1964 година стана крал, беше одлучен да ги заштити светите места на исламот, но приоритет од секогаш му беше Кудс. Цврсто одбиваше поделба на Палестина и ги повика арапските држави да се обединат против Израел и неговите приврзаници. ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. Беше познат и по најважниот чекор во историјата на израелско-палестинското прашање. Како освета и одлука на Западот да го поддржи Израел во текот на неговата војна против палестинците и арапите во 1973 година, Западот воведе ембарго на нафта. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. Чекор, познат како прв светски енергетски шок, доведе до многу драматични промени во западниот свет. Без нафта не останаа само Соединетите американски држави, туку и Велика Британија, Канада, Холандија и Јапонија, а влијанието на ембаргото беше зачудувачко. Цената на нафтата подоцна порасна за речиси 300%, а недостатокот на плин беше се поголем. Ембаргото нанесе повеќе економска штета на САД отколку било која друга земја откако британците го запалија Вашингтон во 1814 година и ја потопи американската економија во рецесија, која на крајот погоди милиони американци. وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين وهذا ما لا يمكن أن نقبله. Кралот Фајсал јасно и гласно испрати порака. Беше пропалестински ориентиран, горд араб и муслимански крал. Убиен на 25 март во 1975 година. Првиот светски енергетски шок останува еден од ретките примери каде санкциите воведени на Западот беа поради нивната поддршка на Израел. Така да со право денес многумина се прашуваат дали сличен чекор би го запрел крвопролевањето во Газа.